Време е да ги проследиме најактуелните настани од Вардарскот и Квешкиот регион, Македонија, светот и спортот. Што се случуваше денеска ќе погледнете веднаш по најавите. Јас сум Катерина Нацева. Останете со нас. 36 лица под сомнение за загрозување на уставен поредок. Советот на општина Велес донесе мерки за намалување на загаденоста на воздухот. Синдикалците бараат отфрлање на стечајна постапка за кавадаречкиот индустријски гигант Фени. Денеска во Основниот суд Скопје 1 се врши распит на осомнечените за настаните од 27 април во Собранието на Република Македонија. Меѓу приведените се и поранешниот министер за внатрешни работи Митко Чавков, пратениците Муковски, Арнаудов, Пешевска, актерот Јовановски, Дурловски, Ангелов, членот на извршен комитет на ВМРО ДПМН Илиевски и многу други. Дијана Иванова повеќе за ова. Поранешниот министер за внатрешни работи и директор на Бирото за јавна безбедност Митко Чавков, како и 35 останати други лица, меѓу кои неколку пратеници, из утринава се приведени по налог на јавното обвинителство. Тие се осомничени за сторено кривично дело терористичко загрозување на уставниот поредок и безбедноста од член 313 од Кривичниот законник. Откако претходно, основното јавно обвинителство за гонење на организиран криминал и корупција соопшти дека ја завршило предистражната постапка за случајот во Собранието на Република Македонија на 27 април. Откако веста се прошири, социјалните мрежи се вжештија. Порака за протест пред Основниот суд Скопје на својот Facebook профил сподели председателот на ВМРО ДПМН Никола Груевски. Тој пред да стигне на протестите, одржа пресконференција. Ова се прави за да се отвори пат за промена на име, идентитет, јазик, неуставна двојазичност, историја. Во исто време, истиот ден кога се разговара во влада за законот за амнестија на над 1000 затвореници, сторители на тешки кривични дела. Замислете, за тероризам се обвинуваат оперски пејач, татко на 3 деца, актер, татко на 3 деца, режисер кој е татко на 2 деца, доктор, татко на 3 малолетни деца, архитект и така натаму. Нема ниту закони, нема ниту правила. Како во дивиот запад, се елиминира секој кој слободно размислува и се грижи за државата. Не верувам во правна држава се додека мојот татко е обвинет за тероризам, вели Зорица Чавкова, керка на поранешниот министер за внатрешни работи, а сега еден од 36 осомничени. И сметам дека е големо лицемерие да човек кој што цел живот се борел против сузбивање на безброј терористички акции, сега го третираат како терорист. Значи за мене тоа е големо лицемерие и просто не верувам дека во оваа држава постои некоја правда. Не верувам во правна држава. Само едно знам дека татко ми целиот свој живот не учел, не воспитувал дека треба да си ја сакаме и браниме државата и дека нема никаков грев освен тоа што си ја сакаше и чуваше државата. Влезот пред Основниот суд во Скопје цел ден беше обезбедуван од полицијата. Протестантите својот револт го искажуваа со свирежи од свирчиња, но и пеење на македонски песни. На својот Facebook профил професорката Билјана Ванковска напиша: Зарем не е малку претерано да апсиш оперски пејач под сомнение за тероризам, особено во држава која ни во 2001 година не зборуваше за тероризам, нити осуди некого за напад врз уставниот поредок. Не знам како можам на исто ниво да ги ставам Дурловски, Сотарчуловски, Муковски или Чавков, но она што сега следува е така типично македонско, сеирање на злорадоста за тоа кој колку ќе лежи или кој колку ќе висел.
Дајте луѓе, оладете малку и сватите дека токму за делата со кои се поврзуваат принципите на бившата власта, токму поради тежината на она за што се теретат и заради нужните импликации, она што ни треба е правично и фер судење, а тоа подразбира најнапред пресумпција на невиност, покренување обвинение, па судење со сите салтанати и казна откако ќе се исцрпат сите правни лекови. Само така, кога ќе бидат осудени, нема да бидат маченици. Да, правдата е спора и во демократско општество не е јакобинска. Настрвениот народ сака крв, ама тоа не е право и правда. Истовремено да ве подсетам дека тој ден во собранието се одбиваше и противуставен чин за кој ниту еден од овие јуници не се најде да бара процедурална правда, бидејќи беше политички, етнички некоректно, пишува Ванковска на својот Facebook профил. Владиката на Повардарската епархија господин Агат Ангел со реакција за одлуката на Светиот архиерейски синодот на Бугарската православна црква за признавањето на автокефалноста на Македонската православна црква Охридска архиепископија. Тој во соопштението вели дека одлуката на Бугарската православна црква е навреда кон Македонската православна црква, македонскиот народ и македонската нација. Владиката на Повардарската епархија господин Агат Ангел преку соопштение реагира за случувањата поврзани со одлуката Бугарската православна црква, Бугарска патриаршија да ја застапува Македонската православна црква, Охридска архиепископија пред останатите помесни православни цркви заради утврдување на канонскиот статус. По повод одлуката на Светиот архиерейски синод на Бугарската православна црква, Бугарска патриаршија, по повод признавањето на автокефалноста на Македонската православна црква, Охридска архиепископија, јас сум крајно незадоволен од соопштението на Светиот архиерейски синод на Македонската православна црква, Охридска архиепископија, бидејќи синодот на Македонската православна црква не заседавал и јас како еден од владиците не знам кој ја соопшти оваа блага вест дека синодот и благодари на Бугарската православна црква за одлуката дека ќе формира комисија за преговори со другите помесни православни цркви за признавање на автокефалноста на Македонската православна црква, Охридска архиепископија. Во соопштението владиката Агат Ангел пишува дека Бугарската православна црква прифаќа да биде мајка црква, но со никаков пристап кон нашиот автокефален статус. Во нивното решение се представува дека е мајка црква и прифаќа да биде мајка црква, но со никаков пристап кон нашиот автокефален статус, што значи оти ќе бараат помош и мислење од другите помесни православни цркви, што е уште една навреда кон Македонската православна црква, Охридска архиепископија, кон македонскиот народ и кон македонската нација. Владиката Агат Ангел писмената реакција ја завршува со помислата дека Господ Исус Христос, Мајката Божја Богородица, Светиот апостол Павле, Светиот Климент Охридски и новиот наш прогласен светец Свети Гаврил Велички, кои се постојани молитвени пред престолот Божји, ја чуваат Македонија и ќе ја заштитат Македонската православна црква, Охридска архиепископија, од сите најазди кои што доаѓаат од црквениот, но и од државниот врв. Тринаесет мерки за намалување на загаденоста на амбиенталниот воздух изгласа на вчерашната седница Советот на општина Велес. Советникот Ненад Коцик на денешната пресконференција, презентирајќи ги мерките, потенцираше дека единствен начин да се намали загаденоста е сите да ги почитуваат и практикуваат дадените мерки. Забрана за сите правни и физички лица за користење на несоодветни материјали, како гуми, пластика, делови од мебел и други материјали премачкани со бои и лепило, отпадно масло од автомобили за грејење во домаќинствата и индустријата, забрана за палење оган на отворено, палење на контейнери и палење стрништа, се дел од 13 мерки за намалување на загаденоста на воздухот, кои на вчерашната седница ги изгласа Советот на општина Велес. Се информираат трговските и гостителските субјекти дека доставувањето и однесувањето на стока до објектите надвор од одредениот режим утврдено со одлука е забрането. Индивидуалните домаќинства и домаќинствата во колективни стамбени згради преку заедницата на станари, како јавните установи се должни да вршат редовно чистење на оџаците. Се препорачува на ЈКП Дервен да врши редовно миење на улиците и тротоарите во вонредни околности, односно при зголемено аерозагадување. Се препорачува на граѓаните користење на јавен превоз, како и користење на едно возило од повеќе лица.
Со цел да се намали загаденоста на аеровоздухот, Коцик истакна дека Советот на општина Велес поднесе барање до општината за интензивирање на јавниот превоз и информирање на граѓаните преку летоци за користење и одржување на ложиштата. Се препорачува надлежниот орган за регулирање на сообраќајот да врши почести регулирање на сообраќајот, посебно така речените тесни грла на главните сообраќајници во градот. Се препорачува надлежниот орган за регулирање на сообраќајниот режим МВР-СВР да ги упати на дополнителен технички преглед сите возила, посебно тешките товарни возила, камиони и автобуси, кои не ги задоволуваат основните стандарди за емисија на загадувачки материи во воздухот. Се препорачува на индустријски капацитети да го намалат или дозираат своето производство, посебно во попладневните часови, кога загадувањето е најголемо, како и да се врши зголемена контрола од страна на Инспекторатот за животна средина. Овие мерки треба да ги спроведеме сите заедно, и како граѓани, и како возачи на автомобили, но и како сопственици на домаќинства и индустријата, вели Коцик, потенцирајќи дека секој оној што ќе забележи било какво прекрашување, односно непочитување на мерките издадени од страна на Советот и општината, да бидат пријавени кај надлежните органи. А во случај на екстремно загадување на воздухот, односно надминување на прагот на алармирање, Коцик препорачува граѓаните да останат во своите домови. За утре е најавено рочиште во Основниот суд во Велес, на кое ќе се расправа за барањето на банките за поведување стечај на комбинатот Фени Индустри. Работниците пак го продолжија рокот за исплата на октомвриската плата до утре, кога веќе ќе знаат дали Фени оди во стечај или не. И од синдикатот бараат отфрлање на стечајната постапка. За утре во Велешкиот суд е закажано ново судско рочиште на кое ќе се решава за судбината на поранешниот гигант за преработка на фероникел Кавадаречки Фени Индустри. Иднината на 850 вработени неверојатно ќе се знае утре, дали Фени оди во стечај или не. Трпението се уште е присутно кај вработените, бидејќи радикалните мерки кои ги најавуваа како резултат на досегашните очекувања на октомвриската плата, ќе ги превземат од утре па натаму, доколку на нивната сметка не легнат изработените финансии од претходниот месец. Свесни се дека решение мора да се најде, а нетрпението да го изразат на друг начин наместо со гаснење на печките што може да доведе до нови трошоци од дури 10 милиони долари, како и едногодишна пауза во работењето, е апсолутно неприфатливо за никого. Синдикалците пак стојат на ставот дека стечајната постапка не е единственото решение. Тие велат дека условите за стечај се креирани вештачки, а компанијата била во добра кондиција и спремна за производство. Таа има сопственици, инвеститори и услови за рестартирање, вели Ѓоре Палитов, председател на синдикалната организација. Тие бараат доколку има друг поволен инвеститор да биде повикан на утрешното рочиште и согласно законот со обезбедени гаранции да го сопре процесот и законската постапка. Тие апелираа и до управата за јавни приходи, како и до предстечајниот управник и Велешкиот суд да ја одобрат исплатата на останатите плати од повратот на ДДВ, за кое веќе испратиле барање и очекуваат одговор. Од извори за К1 телевизија дознаваме дека директорот на Енеко Трајчо Кацаров имал средба со представниците на банките и дека имал нова понуда за Фени. Но сето затворањето на овој прилог, епилогот од средбата не ја дознавме. На утрешното рочиште во Велес ќе треба да се утврдат повеќе основните параметри според кои ќе се одредува иднината на Фени, а со тоа и новиот сопственик. Во игра покрај Енекот се и компании од Швајцарија, Франција и Велика Британија, а дел од нив веќе направија и увид во состојбата на фабриката. Од идниот инвеститор, банките бараат да вложи најмалку 20 милиони евра од старт, наменети за сервисирање на дел од долговите, исплата на вработените, обезбедување на неопходните средства за работа и тековно одржување на трошоците на Фени. Во Кавадаречката општа болница денеска беше отворена нова амбуланта за дигестивна ендокоскопија, во која ќе се вршат гастроскопија и колоноскопија или снимање на горен и долен дигестивен тракт. Беше промовиран и новиот апарат за колоноскопија, кој е донација од германската фабрика Дрекселмаер. Апарат за колоноскопија доби Кавадаречката општа болница како донација од германската Дрекселмаер. Со ова одсега во болницата ќе функционира нова амбуланта за дигестивна ендоскопија, во која ќе се вршат гастроскопија и колоноскопија или снимање на горен и долен дигестивен тракт.
Денеска во присуство на директорите Лукас Мурингер и Ѓорги Тренковски беше промовиран новиот апарат кој е дополнителна донација на гастроскопот кој беше дониран во февруари оваа година, исто така од германската фабрика. Директорот Диме Коцев изрази благодарност до представниците од Рекселмаер со надеж за понатамошна соработка. Отварањето на оваа амбуланта имаме двоен бенефит. Прво за болницата затоа што ќе се зголеми акредитацијата на болницата, со тоа што посебно освртот на колоноскопија е единствен во регионот, така да на други места околу нас во регионот не се врши тоа испитување. А вториот бенефит ќе биде за пациентите кои што досега мораат за еден таков тип на снимање да одат до клинички центар во Скопје или во другите болници во градот Скопје, сега ќе можат веќе да го прават во нашата болница. Со тоа им заштедуваме и време и пари. Ендоскопските прегледи во болницата ги врши доктор Стојан Чорамов, кој беше на едногодишна едукација за овој тип на методи на клиниката за гастроентерохепатологија во Скопје. Во текот на оваа година биле направени 400 интервенции на горен дигестивен тракт и препратени во Скопје, а веќе на новиот апарат со кој започнале со работа од овој месец биле откриени првите случаи на карцином и навреме биле испратени на понатамошни интервенции, информираше доктор Рамов. Да ја кренам свеста кај граѓаните пред се за испитување на долниот дигестивен тракт или на дебелото црево, од аспект дека многу подмолно заболување, многу често заболување кое навидум почнува банално со едно крварење ректално, каде од страна на пациентите и на луѓето не му се дава одредено значение, што апсолутно може да има фатален крај. Со тоа што по стапка на смртност овој карцином на дебело црево зафаќа прилично високо место, јас би апелирал до сите граѓани на општина Кавадарци и поширокиот регион апсолутно да направат скрининг. Во општа болница Кавадарци се лечат граѓаните од Кавадарци, Неготино, Росоман, Демиркапија и Градско. Со отворањето на оваа амбуланта, жителите ќе заштедат време и пари. Ваква ендоскопска сала нема во другите општи болници од поголемите градови во поширокиот регион. После Скопје, Кавадаречката болница станува центар за испитување на дебелото црево со ендоскопија. Државниот завод за статистика ќе формира координативно тело кое ќе има за цел да го обедини целиот статички систем во Македонија. Ова денеска беше соопштено на работилницата која се одржа во Велес. Координативно тело кое ќе има за цел грижење и обединување на целиот статистички систем во Македонија ќе формира Државниот завод за статистика. Ова се должи на дадената препорака од Евростарт со цел следење на европските стандарди во статистичкиот систем. Ова е едно финале за окружување на тој процес, каде што ќе разговараме за три главни теми. Првата е тема која што произлегува од препораките кои што ги добивме од партнерското оценување со Евростат, а се однесува на воспоставување на координативно тело, кое што ќе се грижи за функционирањето на целиот статистички систем во државата, нешто што е новина и кое што ќе произведе и треба да произведе промена на Законот за државна статистика. Ова тело во суштина ќе има задачата да координира со сите институции кои што се дел од статистичкиот систем. На работилницата одржана денеска во Велес се разговарало и за новата 5-годишна програма на Државниот завод за статистика. Ристе Велковски е новиот извршен директор на ГРК Борец. Оваа одлука вчера на петата седница на Советот на општина Велес ја донеле советниците. Председателот на Советот Душко Петров вели дека при изборот на новата управа се водела сметка тоа да бидат лица кои имаат поврзаност со ракометот, луѓе кои знаат да менаџираат, се со цел да се постигне успех во понатамошната сезона. Петров вели дека во работата на управата вклучени се и двајца представници на навивачката група Гемиџи. Во текот на вчерашниот ден беше донесена одлука за избор на членови на одбор на директори на Градскиот ракометен клуб Борец. При тоа беа избрани Ристе Велковски, Стојан Мирчевски, Петре Климкаров, Маријан Неделковски, Томе Бабунски
Тоше Кирков, Дарко Тикваров, Маријан Грумбаровски, Тони Шопов, Тоше Тутарков и Петре Здравковски. При изборот се водеше сметка да се изберат луѓе кои што имаат поврзано со ракометот, луѓе кои што знаат да менаџираат со играчите во клубот и кои што ќе постигнат успех во понатамошната сезона. Продолжуваме со вести од Македонија. Во третиот квартал годинава во Македонија имало 5866 живородени деца, што во споредба со истиот период лани представува намалување за 7,7%, објави денеска Државниот завод за статистика. Бројот на умрени лица во третото тромесечие годинава бележи зголемување од 3,4% во споредба со истото тримесечие од минатата година и изнесува 4823 лица, а од нив 64 се умрени доенчиња. Природниот прираст изнесува 1043 лица, што значи бројот на живородените деца е поголем од бројот на умрените лица. Вести од Македонија. На Б2 без средбите во рамки на економскиот и трговскиот форум на 6-тиот самит на шефови на влади на Кина и 16 земји од Централна и Источна Европа. Сојузот на стопански комори од Македонија склучи 7 договори за трговија помеѓу македонски и кинески компании. Од ССК информираат дека станува збор за договори од областа на земјоделството, градежништвото, автомобилската индустрија, проектирањето и планирањето. Народна република Кина е 7ми трговски партнер на Република Македонија. Според статистичките податоци, вкупната трговска размена минатата година изнесувала 469 милиони американски долари. Извозот е проценет на 47,8 милиони долари, додека увозот на 421,2 милиони американски долари. Денеска започнува Божичниот пост кој му претходи на празникот Рождество Христово. Трае 40 дена, а се нарекува Филипов пост, бидејќи започнува после 27 ноември, денот на споменот на апостол Филип. Божикниот пост е востановен за да можат христијаните во пресрет на Рождеството Христово да се очистат со покаяние, молитва и пост, и со чисти срца, душа и тело, да го пресретнат Синот Божји што се јави во светот, принесувајќи му го наместо обични дарови и жртви, нашето чисто срце и желба за последување на неговото учење. Правилата на воздржание, пропишани од црквата во Божичниот пост, се исто како и за Петровденскиот пост. Јасно е дека во времето на постот се избегнуваат месото, путерот, млекото, јајцата, сирењето. Освен тоа, Уставот вели дека во понеделник, среда и петок во Божичниот пост не се јаде риба, вино и масло и дозволено е само примање на храна без масло. Во останатите денови, вторник, четврток, сабота и недела, разрешена е храна со растително масло. Рибата за време на Божикниот пост се разрешува во саботните и неделните денови, како и на големите празници, каков што е празникот Воведение во храмот на Пресвета Богородица, а исто така и на храмови празници и деновите на големите светии, но само доколку тие празници се паднат во вторник или четврток. Доколку празникот се падне во среда или петок, се разрешува на вино и масло. Од 2 јануари до 6 постот се засилува и во тие денови, дури и во сабота и недела, рибата не е благословена. Израелската полиција соопшти дека во експлозија во Тел Авив загинаа 4 лица и се сруши една зграда. Портпаролот на полицијата изјави дека истрагата е се уште во тек за да се откријат причините за експлозијата. Во извештаите на локалните медиуми се наведува дека експлозијата се случила во складиште за градежни материјали во квартот Аџами на југот од Тел Авив и дека најверојатно била предизвикана од електричен краток спој и протекување газ. Локалните жители најпрво им помислиле дека експлозијата е напад на екстремистите. Следуваат вести од светот. Владите на Албанија и Косово вчера во Корча одржаа заедничка седница. За некој ова представува провокација кон Република Српска, па по завршување на владината седница албанскиот премиер Еди Рама беше од новинар прашан дали ќе има храброст да организира седница и во српскиот дел на Митровица. Тој изјавил дека целта на заедничката седница не е за да се провоцираат другите,
туку за да ги движат работите нанапред. Следната заедничка владина седница Рама најави дека ќе се одржи во Пеќ. Коментирајќи изјавата на председателот на Република Српска Милорад Додиќ дека северниот дел на Косово го гледа како дел од Србија, Рама потенцирал дека Балканот е слободен и секој има право да сонува. Индонезиските власти предупредуваат дека неминовно е наскоро да се случи првата голема ерупција на вулканот Агнук на островот Бали. Девид Пайл, експерт за вулкани од Универзитетот Оксфорд, изјавил дека кога точно ќе се случи ерупцијата не може да се прецизира, но дека она што се случува сега се мали експлозии кои што изфрлаат врели гасови, парчиња, карпи и пепел. Аеродромот во Бали останува и понатаму затворен. Агенцијата за катастрофи информира дека 40.000 луѓе веќе се евакуирани, а неопходна евакуација на уште 10.000 други. „21 февруари во Зимбабве ќе биде празник, ваква одлука донела новата власт. Инаку 21 февруари е роден денот на Роберт Мугабе. Кампањата за прогласување на празникот на денот кога Мугабе е роден била започната уште во времето на неговото владење. Новиот претседател на Зимбабве својот претходник го опишал како свој ментор кој што имал слабости посочувајќи на некои грешки, додека пак лидерите на владеачката партија ја нагласуваат улогата на Мугабе во развојот на земјата. Денеска имавме променливо облачно и студено време со умерен до засилен северен ветер. Дневната температура се движеше од 2 до 8 степени. Најавите на метеоролозите се дека утре не очекува сончево време со мала до умерена облачност и со слаб јужен ветер. Дневната температура ќе се движи во интервал од 5 до 11 степени. Овде го завршуваме информативниот блок. Јас ви благодарам што и вечерва бевте заедно со нас. Останете и понатаму со К1. Пријатно.